Ви благодарам, председателе. Почитувани колеги, со овој закон, како и со најголемиот број на оваа седница, се врши усогласување со Закон за прекршоци, такму така и со Законов за води. Денес се врши усогласување на законот со Закон за прекршоци и со Закон за инспекцијски надзор. Меѓутоа, покрај тоа што се врши усогласување, овие закони, кога се врши усогласување, се користат и за да се некои членови, некои делови. Па така, господине министер, јас себе конкретно имам забелешка покрај усогласувањето за еден дел што го тргате од текстот, именно кај што се врши согласување со Законот за инспекцијски надзор. Со членот 6 се трга оној дел од членот каде што при вршење на инспекцијскиот надзор државниот инспектор за животна средина, односно водостопанскиот инспектор, утврди дека е сторена неправилност, инспекторот е должен за отстранување на утврдената неправилност во рок од 8 дена и со истовремено врачување на поканата за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста при вршење на инспекцијскиот надзор. Исто така се трга и формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата, кои што ги пропишува министерот кој раководи со органот за државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животна средина, и го тргате делот каде стои дека државниот инспектор ја организира и спроведува едукацијата, како и делот доколку државниот инспектор за животна средина, односно водостопанскиот инспектор кој изврши инспекцијски надзор при спроведување на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред прекршочна комисија. Особено овој последен дел сум на мислење дека треба и мора да стои во законот и би сугерирала да се врати. И кога зборуваме за Законот за води и горе споменатите усогласувања, морам и неопходно е да го споменам, господине министер, загадувањето на водите, зашто во оваа моја дискусија ќе се послужам со заклучоци и предлози и мерки кои што се изгласани, донесени од страна на МАНУ на една конференција за загадување на градовите во Република Македонија, каде што има решенија и препораки и така натаму. Кои се решенијата, кои се препораките од оваа конференција? Имено во нив стои дека се препорачува изградба на прочистителни станици за комунални отпадни води пред изградба или ставање во функција на канализациони системи, максимално искористување на европските фондови за изградба на нови прочистителни станици, одобрување на функцијата и ефикасноста на станиците за пречистување на комуналните води, за квалитетно одржување процесот во прочистителните станици неопходно е нормална едукација на операторите на прочистителни станици и за таа цел се препорачува да се формира тренинг центар за оператори на прочистителни станици. Меѓутоа, каква е ситуацијата во Република Македонија? Не знам дали ќе признаете, меѓутоа ако сте искрен и ако сакате да направите нешто добро, треба да признаете дека за жал се во ова се практикуваше се до промената на власта во Република Македонија и од 2000 до 2017 година. Имено владата на ВМРО-ДБМН даде голем приоритет на заштитата на животната средина и за жал тоа време заврши со доаѓањето на СДСМ на власт. Имено заврши изградбата на прочистителни станици во државата и користењето на европски пари за оваа намена. Редно е да ги споменам, за да не биде дека само обвинувам, и проектите, односно објектите кои што се направени, дека велам тука е стопирано. Имено изградени се прочистителни станици во Берово, Кочани, Кучичино со поддршка на швајцарска влада, како дел од нацрта планот за управување со речен слив. Со поддршка на СЕКО изградена е предградежна станица во Гевгелија, со поддршка на словенската билатерална соработка изградена е прочистителна станица со 5 канализации во Волково, во Ѓорче Петров. Со средства целосно од буџетот на Република Македонија изградени се прочистителни станици во Сарај, Глумово и Шишево во општина Сарај. Со помош на словачка донација изградена прочистителна станица во општина Ново село. Со средства од ИПА фондовите ги изградивме прочистителните станици во Радовиш, Струмица, Прилеп, Кичево. Исто така, владата на ВМРО-ДПМН застави голем број на проекти и обезбедени финансии за изградба на прочистителни станици, како тие во Битола, Штип, Велес и Тетово. Меѓутоа, консултирајќи се во текот на вчерашниот ден со колегите од овие општини, информацијата е која што ја имам е дека на терен буквално
нема никаков резултат и прашањето е зошто не се почнува со изградба кога проектите беа готови и финансии државата имаше. Односно, заради тоа што и бев дел од овие проекти и бев вклучена во изработката и сум текст со тоа што во Битола се работеше, планот беше веќе 2021 година да биде запуштена во употреба, меѓутоа, за жал, од таа прочистителна станица ништо не се гледа. Прочистителна станица Скопје се дизајнираше со поддршка на француската влада и се прашувам, односно ме прашувам, ситуацијата во моментов е ваква каква што е, односно не е изградена, односно не е започна да се гради ниту една друга прочистителна станица. Мора да споменам дека ја заврши оваа влада таа што беше започната во Кочани, која што беше оставена во завршна фаза на изградба. При тоа, кога зборувам за Битола, тендерот во Битола паѓа 3 пати. Што е причината? Повторно некој рекет во прашање? Не, разгледајте ги минатите години пред вие да дојдете министар. Паѓа 3 пати. Во ваше време еднаш и претходно 2 пати. Овдека исто така е неопходно да се спомене и катастрофата која што и се случи на Македонија, би рекла, од лошото менаџирање со водниот потенцијал, испуштање на водата за производство на електрична енергија и како последица на тоа се јави немање на вода за наводнување на земјоделските површини, со историско најниско ниво на вода и слободно ќе речам скоро пресушени се вештачките езера Козија, Калиманци, Турија, Тиквешко, Прилепското езеро. Така да и ова, почитувани, е еден од законите кој што би рекла се носи ради реда, а не да се применува во пракса, затоа што со СДСМ и оваа власт на чело на државата, Македонија стана држава за која што не важат законите. Законите не важат за извршната и за локалната власт, односно сите сме сведоци дека буквално за ништо одговорност не постои. Благодарам.